Никола Мариновски, еден од кандидатите за советници за престојните локални избори од СДСМ, е наш гостин во ова издание на емисијата Инфорегион. Господине Мариновски, добро дојдовте во оваа емисија. Добро ве најдов и благодарам на поканата и поздрав до вашите гледачи. Пред да започнеме со разговорот и со програмата, економската програма која што имате за овие престојни локални избори, би сакал да ви честитам за наградата Бизнес Елит 40 Under 40, која што се доделува на 40 млади лидери од под 40 години од Југоисточна Европа, која што пред некој ден ја примивте во Истанбул. Благодарам. Вие сте, како што кажавме, дел од советничката листа на СДСМ за овие престојни локални избори, но исто така, иако релативно млад, долги години сте во приватниот бизнис сектор. Имате свој успешен бизнис кој што го водите долг период. Кој беше главниот мотив да влезете преку овие престојни локални избори во политиката на некој начин, или ете, она што би сакал да ве прашам, народски што би рекле, зошто да ве боли главата да не си бидете мирен, а да влезете во политиката? Ке пробам поопширно да го одговорам ова прашање. Нашата компанија е дел од регионалната стопанска комора на град Прилеп и на Републичката комора. Јас сум ја имал честа да присуствувам на состаноците на регионалната стопанска комора и на управниот одбор и на тие состаноци да ги споделуваме нашите проблеми, било тие дали се од локален аспект или од централен аспект. Многу пати сме упаќале дописи, барања до локална власт, до централна власт за одредени работи да се променат и многу пати сме наидувале на одлагање на решенијата, ако можем така да кажем, или ненавремени решенија, кои подоцнежни решенија не значат ништо во моментот кога сме ги барале. Сугарески кога обзнани својата кандидатура и Социјалдемократскиот сојуз кога го кандидираше за кандидат на овие избори, на кафе муабет ме повика да му ги предочам проблемите на бизнес секторот. И кога разменивме мислења, наредниот ден добив повик од негова страна и со тоа да имаме можност да еден од нас, од стопанствениците, биди на неговата листа, се вклучи во тимот, во неговиот тим и да сите овие проблеми однатре тргнеме да ги решаваме, за да не бидат и понатаму одлагани во иднина. И така реших да се вклучам во неговиот тим. Ја спомнав наградата пред малце, која што ја спомена со цел, бидејќи таа докажува две работи. Тоа е дека имате добри бизнис релации со бизнисмените во Прилеп и во Македонија, но исто така и со бизнис секторот надвор од нашата држава, односно од Југоисточна Европа и пошироко. Па каков е тој европски начин на живот по кој што сите тежнееме и колку сме далеко од него и колку е далеко таа благосостојба која што уживаат граѓаните на тоа европско семејство? На сите нам ни е познато дека ние сме во овој момент далеко од западноевропските метрополи, западноевропскиот живот. Премногу не во собствениот развој, сметам дека најпрвин треба ние самите да почнеме да се менуваме, ако сакаме да ја донесеме Европа дома, ние треба да почнеме да размислуваме западноевропски, да се трудиме, да работиме како западноевропејците и за да дојдеме до да ја донесеме Европа овде во Македонија. Прв чекор според мене треба да започнеме пристапни преговори со Европската унија, да дојдеме до ефтини пари. Позитивна работа е што Македонија е мала држава, така да не треба толкави зафат или некои финансиски не знам колкави средства за да можеме полека и сигурно да тргнеме кон тој европски начин на живот. До некако 30 години ние како држава како да тапкаме во место. Не како него тапкаме буквално во место. Таа е реалноста, да. Таа е реалноста. Доколку вашиот кандидат Горан Сугарески биде избран за градоначалник на Прилеп, кои ќе бидат првите чекори што ќе ги превземете за подобрување на економската состојба во Прилеп? Па видете, најпрвин ќе го оформиме економскиот совет на градот и нема да биде како досега по некој си партиски клучи или по некој симпатизирање на одредена политичка партија. Напротив, во тој економски совет ќе членуваат најуспешните фирми, најуспешните представници. Ќе пробаме да го направиме шаренолик, да има и представници на економскиот факултет, така да и теоријата и праксата да направиме една симбиоза и да ги избираме најдобрите решенија, што побрзо да излеземе од оваа економска состојба.
Досега какво беше тој економски совет, се делеше по некаква партиска линија? Па не, понекогаш ние, барем членовите на Стопанската комора, понекогаш имавме чувство дека и тоа се случува и кога погласно ќе ги кажувавме проблемите, вклучително и на комора и на економскиот совет, тие состаноци на економскиот совет не почнаа да не се одржуваат на редовно ниво и да се одлагат понатаму и сега веќе не се ни одржуваат. Без разлика и претходната власт и сега затајуваме по тоа прашање. Може би дали ковид кризата предизвика во овој период да не се одржуваат тие состаноци, да се предочат проблемите на стопанството или нешто друго, но таа е реалноста. Дали сега конечно стопанството ќе собере таа потребна храброст да тропне на маса, а не само да вика да градоначалниче така, него реално да кажи ова нас не треба за да се подобри бизнис климата во општината. Стопанството секогаш ја има храброста и тропнува на маса и ги кажува проблемите кај градоначалниците, било кој да е од претходните, но до сега проблемот сметаме дека беше слухот од нивна страна. Сугарески токму тоа и ја има таа цел со моето вклучување на советничката листа, да има човек внатре во сопствениот тим кој континуирано на дневна основа го потсетува и ги форсира работите за стопанствениците да одат во правилна насока. Еден од главните проблеми кои што го истакнуваат стопанствениците на средбите на регионалната стопанска комора тука во Прилеп, во разговори со нас формални и неформални, е застојот во урбанистичкиот сектор во Прилеп, односно неиздавањето на градежни дозволи, а со тоа имаме и стагнација на економијата. Зошто е тоа така? Во последниве 4 години навистина е изразито. Еве вака, ние во моментов на сила имаме еден градежен урбанистички план кој претежно се е прекопиран од поранешните. Ајде да кажеме, можеби некои одредени делови од градот влечат и корени дури од Југославија, планско предвидување од Југославија. Бизнисот и бизнис динамиката не го дозволува тоа. Во програмата успеавме со Горан да се договориме да имаме изработка на нов генерален урбанистички план, кој ќе зафати поголем градежен опфат, значи поголеми парцели и да се овозможи побрз развој. Тој генерален урбанистички план пред да се изработи, претходно да бидат консултирани економските субјекти во градот, во која насока да се одвива, како да се одвива за да биде адаптиран на нивните барања, се разбира да биде по секој урбанистички правила, да не може да имаме ние загадувачки индустрии во градско подрачје, туку да бидат и така натаму да бидат одложени. Сметам дека со носењето на тој генерален урбанистички план и носење на нови детални урбанистички планови во делот на потребите какви се на стопанствениците, адаптирање на тие потреби, сметам дека ќе имаме подобар економски развој за многу брзо време. Мојата обврска, да речам, во тимот на Сугарески ќе биде директна комуникација со стопанствениците, начнување на проблемите и што поскоро решавање на истите. Сака да кажете дека моменталниот ГУП и деталните планови се тие кои што не го дозволуваат издавањето на градежни дозволи и кочењето во овој сектор? Па да, еве ние денови посетуваме правни лица, значи посетуваме стопанственици, и тоа едни од поголемите, и тие конкретно ни сигнализираат со јасни забелешки дека се во неможност заради моменталниот детален урбанистички план да вршат зголемување на своите производствени капацитети, а имаат можност и му се пружи шанса во овој момент. Според вас, како представник на бизнис секторот во Прилеп, колку милиони евра се блокирани на овој начин што едноставно компаниите не можат да инвестираат, да градат нови погони, а со тоа и да се отворат нови работни места? Сега малку не е добро да лицитирам со цифри, но ако ги земам во предвид, барем оние најави кои на управните одбори на Стопанската комора самите компании ги спомнувале од какви потреби имат. Еве сега во една посета бевме баш една компанија купила објект до нивниот производствен погон и сака во моментов веднаш да вработи 200 лица бидејќи има таква потреба.
Сметам дека, барем према она што го гледаме, дека минимум 50 милиони евра веднаш ќе бидат инвестирани, доколку ние ги адаптираме деталните урбанистички планови према потребите на индустријата. Веднаш во најбрз можен рок. Ако тргнеме од другиот факт дека градежништвото е во застој, дека немаме, според овие детални урбанистички планови, немаме стамбени згради планирано низ општината, а има потреба истото, а една стамбена зграда со просечен квалитет е минимум 2 милиони евра, така да уште и таму 10 на 15 милиони евра стојат, сметам дека минимум 60-70 милиони евра во 3-4 години би требале веднаш да се инвестират во економијата, доколку ги адаптираме овие урбанистички планови. Колку време би одело тоа адаптирање на ГУП и на ДУП? Па видете, јас према она што имам разговарано со Гаревски, бидејќи тој е далеко поискусен како министер и како пратеник, ги разбира многу подобро од мене тие работи. Вели дека за носење на еден детален урбанистички план во најдобра варијанта потребни се 6 месеци. Некои работи се отпочнати, ние само треба да ги довршиме. Па сметам дека ако се носат детални урбанистички планови во период од 6 месеци, се надевам дека во овој мандат комплетно ќе биде адаптиран градот, бидејќи не планираме да работиме само на еден детален план или само на еден сектор, туку да се работи низ територијата на цел град. Ги спомнавте средбите со бизнисмените, освен овој проблем, што друго бараат? Бизнисмените во секој случај најпрво бараат брза и ефикасна општинска администрација. Тоа е основен проблем. Видете, кога планирате вие да правите инвестиција во сопствените производствени капацитети или било каква инвестиција да правите од градежен аспект, што е поврзана со локалната самоуправа, вие правите план. Повикувате еден архитект кој потоа почнува да ви кажува колку време треба за цртање на проектот, колку време треба за вадење на градежна дозвола и сите тие работи, и вие гледате дека треба да одите до некој период од една година. То мораме да го скратиме во многу мали рамки. Тие работи мора да се движат помеѓу месец и два максимум. Бидејќи бизнисот од 12 месеци веќе може да биде и застарена методологија, нешто застарено и динамиката да не ја следи. Бизнисмените бараат брза администрација, бараат веднаш дозволи за градби, да ги искористат моментите, да ги искористат одредени побарувања на пазарот и веднаш да инвестираат во нештото. Значи, мораме исто така да се фокусираме на добра општинска администрација. Се разбира, тоа не е наша надлежност како советници, утре идни советници, тоа е надлежност на градоначалникот. Тој треба да ги организира тие работи, а ние сме тука да го потсетиме што е ветено и што треба да се направи во интерес на бизнес секторот. Моменталната стратегија за локален економски развој во општината, како ја оценувате и дали е потребна да се направи нова стратегија за подобар економски развој? Да бидам искрен, ковидот направи одредени промени, затаи одредени работи и економскиот развој дојде во втор план. На прв план дојде здравствениот аспект и заштита на граѓаните, на вработените. Сметам дека точно е, треба да има стратегија за локален економски развој. Тука размислуваме да економскиот совет кој веќе го спомнав, го споиме заедно со граѓанските здруженија, економскиот факултет во Прилеп и заеднички да изградиме новата стратегија за локален економски развој, да не биде наметната од наша страна како администрација или ние како советници, туку да биде една заедничко решение и да тргнеме кон поубав или подобар локален економски развој. Во однос на миграцијата на младите е се поизразита. Во последните неколку години можам да кажам дека не само што заминуваат како досега младите, него заминуваат и старите, односно нивните родители со нив, за да им бидат како помош во странство. Тоа е навистина една жална слика. Дури на некои средби на регионалната стопанска комора се спомнуваше и тоа дека како продолжи овој тренд ние ќе имаме потреба од увоз на работна рака, за да може да функционира бизнис секторот кај нас. Да не ни се случи на такво црно сценарио, кои се надлежностите на локалната самоуправа за да може на еден начин да го спречи ова масовно иселување кое што не е од вчера, со години, со децении на нас се провлекува. Ова администрација или идната администрација, ние со Сугаревски имаме разговарано во тој дел да иницираме, бидејќи немаме надлежност во тој дел, да иницираме одредена промена на образовните профили во градот, кои би биле адаптирани на потребите на стопанството.
На тој начин сметаме дека младите ќе можат да најдат работа согласно она за што учеле и да останат тука во Прилеп. Тоа е првично според мене првата работа која треба да направиме, но сепак тоа треба да се разговара со Министерството за образование и наука, заедно со нив, да видиме веќе е почнато дуалното образование. Сметаме дека тие чекори се првиот почеток за да ги натераме на младите да го барат собственото место овде. Бидејќи во овој момент образовните процеси продуцираат кадри кои не се адаптивни на моменталните побарувања, пазарни побарувања. Например, имаме не знам колку илјади економисти, а немаме машинобравари, немаме електричари и таква работа. И од таа причина економистите бараат или во Скопје работа, или надвор од државата. Па затоа мислиме дека адаптирање на образовниот процес во соработка со Министерството се разбира, да ја иницираме таа работа и така да почнеме првично да ги решаваме проблемите, да видиме дали младите на тој начин ќе си најдат овдека место за работа и за живење. Што кажуваат искуствата од другите држави на таа релација помеѓу образовниот сектор и бизнис секторот и создавање на кадар кој што е потребен на пазарот на трудот? Мислам дека нашето дуално образование е правено според некој вид на германски модел. Да, тие се прекопирани модели или превземени модели од западноевропските држави. Тоа е една од оние работи кои ги спомнавме на почеток, како треба ние да се адаптираме на западноевропскиот свет за да делуваме како нив. Точно е, таму бизнис секторот и локалните заедници многу повеќе комуницираат помеѓу себе и таму во права смисла локалните самоуправи се сервис на стопанството и сервис на граѓаните и така и ние планираме Прилеп да го направиме во иднина. Моменталната минимална плата во Македонија е околу 15.000 и нешто денари. Сега претходно се пушти некаков муабет, што би рекли информација дека после избори може минималецот да достигне до 18.000 денари. Дали бизнис секторот би можел да го поддржи сето тоа, да го искрепи 18.000 денари и затоа што тоа на еден начин е и главното барање на младите за да престанат да се селуваат, односно висината на нивниот доход што го добиваат. Видете, јас тврдам и убеден сум дека нема бизнисмен не само во Прилеп, туку и во Македонија кој не би сакал да ги дава и највисоките плати на собствените вработени. Тоа значи дека фирмата е во добра кондиција и дека вработените се задоволни и си ги задоволуваат своите потреби преку она работа која работат и тие се посреќни кога го работат нештото кога се задоволни од платите. Точно е, платите во Македонија се ниски, не се одвестуваат со ниту еден стандард, далеко од западноевропскиот, туку и веќе и околу нас во регионот. Животот станува се поскап, со овие плати точно е дека не можеме да издржиме на подолг рок, но 500 евра едно 4-члено семејство не може да се прехрани во текот на месецот. Па според Сојузот на синдикати, мислам дека синдикалната кошничка е нешто околу 30 и нешто илјади денари и тоа е така, и тоа е точно. Но треба тоа покачување на минималната плата да оди планирано. Бидејќи трудоинтензивните гранки кои се поврзани со извозот не може да искрепат нагло покачување на платите. Зошто? Затоа што наглото покачување на минималната плата значи во многу ситуации значи и стимулирање на неработниците. Например, имате луѓе кои реално вадат помала норма на работење, имате луѓе кои работат многу подобро. И сега кога вие овој човек кој не работи го платите со една минимална плата, тогаш се врши споредба и на тој начин може да се случи отпуштање на луѓето кои се помалку продуктивни. Затоа треба да оди тоа полека, адаптивно, за да имаме време, бидејќи ние, ќе зборувам за нашата компанија, ние 6 месеци минимум ги добиваме одредени нарачки со одредени цени. Ние не можеме денеска за утре да ја смениме цената и да му кажеме дека кај нас минималната плата се покачи, затоа ние производот мораме да ви го поскапиме. Сметам дека носењето на мерки за покачување на минималната плата претходно треба да биде анализирано и да се даваат рокови. Например, ако после овие избори се реши, владата реши да минималната плата биде 18.000 денари, то да има одложено делување, например, до
1 јули или од 1 јули да почне нештото, за да има време фирмите да се адаптираат на нештото. Во однос на ТИРС би сакал да поразговараме малку, односно технолошко развојната индустријска зона Прилеп. 4 години нема влезено ниту еден странски инвеститор. Која е причината за тоа? Мене лично не ми се познати причините зашто странски инвеститор не е дојден. Јас баш вчера разговарав со директорот на ТИРС зоната и тој ми одговори дека има заинтересираност со страна на 3 фирми, од кои едната е посериозна, другите 2 пројавиле само интерес. Не можеше да ми каже повеќе детали и така да не знам. Тоа е централна политика во 3 зоните, локалната самоуправа нема надлежност на тие, така да не знам искрено. Во однос на она што општината има како надлежност е изградбата на индустријски зони кои што се направија во изминатиот период. Едната мислам дека беше крстена Прилеп 1 кај Стара Металец, другата кај Сточниот пазар или Прилеп 2. Исто така и таму се стопираше влезот на нови компании, влезот на инвестиции. Во Прилеп 1 веќе има направена одредена инфраструктура, канализација, водовод, улички, а додека пак во Прилеп 2 имаме комплетен застој. Се продадоа само парцелите, одредени компании ги купија, но ништо не се изгради. Зошто е тоа така? Како што се сеќавам, и двете индустријски зони беа или парцелите се продава во времето на градоначалникот Маријан Ристевски. За среќа во индустријската зона Металец се изградија објекти. Точно и тие дел се во последниве 3-4 години пуштени во употреба, убави објекти, добри фирми. За Прилеп 2 не ги знам причините зошто не изградија. Сум слушнал дека бидејќи железничката пруга е многу блиску, погрешно планирање, можеби од безбедносни причини, не знам, не сум информиран зошто ни една компанија, бидејќи тие беа претежно за мали, занаечи и средни предпријатија, тие беа помали парцели со помали објекти предвидени внатре. И од која причина ниту една не е изградена, искрено не ми е познато. И се надевам дека тоа ќе го разгледаме доколку имаме можност да влеземе во општинската администрација и да го видиме кои се причините. Да, доколку стане Сугарески градоначалник, дали имате некаков план за овие индустријски зони, можеби развој на нова друга индустријска зона во градот? Согласно нашата програма или програмата која Сугарески ја предложи за овие избори, ние најпрвин ќе ставиме акцент и на развој на дел од постоечките. Тоа се индустријската зона, тоа не е индустријска зона, али поранешна Билјана, нас доста добро позната, и Партизанка. Тоа е една фабрика во која сега во моментов со приватизации се влезени повеќе број. Например, во Билјана имаме 32 компании, мислам дека точно беше бројот. И најпрви нивната инфраструктура мораме да решиме затоа што тие се погласни и погласни, имаат потреба од развој. Нови индустријски зони во секој случај со носењето на генералниот урбанистички план мораме да ги испланираме, бидејќи ќе го зголемуваме градежниот опфат или имаме намера да го зголемуваме градежниот опфат, за да можеме да понудиме развој. Металец сметам дека веќе е исполнета, колку што се сеќавам. Тука има еден постар објект, но не знам која е таму, каква е собственоста со тој објект и тој треба да по мене да биде решен, ама какви се имотно-правните односи не ми е познато, така да во моментот кога ќе започнеме да ги работиме работите, се надевам дека ќе имаме увид и ќе можеме полесно да ги решаваме. Имаме намера реално да овозможиме и на мали и на средни предпријатија да се развиват, доколку има потреба да испланираме и нова индустријска зона и да помогнеме на стопанствениците во нивните барања. Ја спомнавме инфраструктурата тука. Кога станува збор за инфраструктурата, таа е исто така еден од главните двигатели на економијата во една општина, во една држава. Пелагонија останува слепо црево. Тоа уназад години го нагласуваат и стопанските комори и од Битола и од Прилеп, но некако се нема слух за тоа. Никако да стигнеме до тој посакуван експресен пат, до тој автопат, Прилеп, односно Меджитлија, Битола, Прилеп, Скопје, што би одел. Еве сега повторно се стартуваше изградбата на експресниот пат, некој рок од 2023 година се даде дека ќе биде готов. Дали ќе биде така, ќе видиме. Колку може би тоа не е надлежност на општината, тоа е сето под централна власт, но колку можете да ги забрза тие процеси општината на некој начин, да притиск да се решаваат побрзо?
Во однос на инфраструктурата, точно е, општината може би само во една работа може да делува, зборувам се локално за Прилеп. А тоа е да оние магистрални патишта кои врват низ градот, да се декласифицираат, да станат локални патишта и да развојот околу тие патишта, например, сега виде покрај магистрален пат, вие имате едни градежни правила. Покрај нормален пат имате други градежни правила, може да се предвидува влез во фабрика и сите тие работи. Ние можеме да иницираме со Министерството за транспорт и врски да се направат одредени обиколници, да можат мермерните комбинати да не врват низ градот, да попатни камиони да одат по обиколница, да не влегуваат низ Прилеп и на тој начин да направиме нешто подобро. Во делот на Пелагонија, јас сум еден од тие поборници исто на Стопанска комора и на кога присуствувале и премиери и министри, многу пати сме ги поставувале овие прашања и затоа сте во право. Тој коридор од 10D кој го поврзува Прилеп, Велес, Прилеп, Меджитлија е еден од најстарите коридори предвидени во Република Македонија и требаше да се стави поголем акцент според мене. За жал не е така. Експресниот пат во право сте, после сите судски процеси започна повторно да се гради. Веруваме дека, еве јас патувам баш овие неколку денови на Скопје и гледам дека активно се работи на експресниот пат. Не сум убеден дека експресниот пат реално е замена за автопатско решение Велес-Прилеп. Колку што мене ми е познато или према оние најави што ги слушам од премиерот по медиумите, дека пак Прилеп-Битол или Прилеп-Меджитлија, тој автопат би требало наредната година веќе да се отпочне со проектирање, тендерска документација и тие работи. Инфраструктурата е поврзана исто така и со гасификацијата, односно развојот на економијата. Мислам дека главната цевка на гасоводот што оди кон Пелагонија веќе е тука некаде во близина на Прилеп, мислам дека поминува, но од изградба на секундарна мрежа воопшто не ни започна. Се оформи одредено јавно предпријатие за гасификација во Прилеп, не функционира затоа што едноставно нема што да работи. Колку сме далеку од тоа да конечно добиеме гас како град? Јас ќе го споменам она што мене лично ми е познато и во она што сум го разговарал заедно со Сугарески. Мислам дека до крајот на годината, до крајот на оваа година би требало владата да распиши тендер за изведба на секундарна гасификација на град Прилеп и не само во Прилеп, туку насекаде каде што врви гасоводот. Така да се надеваме на некое решение. Она предпријатие кој се оформи точно е во моментов не работи. Не знам кој е статусот негов, но ова го знам дека владата ќе ја распишува за многу брзо тендер кој за секундарна гасификација. Терцијалната веќе е понатаму до домаќинствата и граѓаните. Тоа е од огромно значење. Секундарната гасификација за правните субјекти, ако зборуваме за стопанството, бидејќи тоа е и еколошки начин на производство, поеколошки. Значи во моментов ние некој користиме и нафта за затоплување и други начини. И сметам дека гасификацијата премногу ќе ни помогне, ќе ни намали голем дел од трошоците и дека ќе ни помогне во развојот. Колку би ги намалило трошоците на компаниите? Сега зависи. Ако ја ќе зборувам во нашата компанија, сметам дека минимум 10% би ги намалиле нашите трошоци во делот на тоа каде што користиме електрична енергија. Например, еве во нашата фирма ние имаме котел за производство на пареа на струја. Тие ќе се адаптираат на газ и ќе биде далеку поевтино, нема да трошиме електрична енергија, туку ќе биде далеку поевтино производството на пареа. Така верувам дека и многу процеси други правни лица дека ќе бидат заменети. Исто така туризмот е една од гранките за развој на економијата не на општина. Ние тука навистина имаме прекрасни манастири, културно-историски споменици, заштитени археолошки локалитети кои што на некој начин треба нивна поголема промоција. Дали планирате некаков развој на стратегија за развој на туризмот, практично за општината? Во секој случај се планира, мора културната програма да се зголеми, да се збогати. Планираме
према оно што го имаме во програмата наведено, акцент да се стави на Мареовскиот дел. Таму имаме преубави манастири, таму имаме преубава природа, да се испромовира тоа, да се направат исто така и културни настани кои ќе привлекуваат нешто налик пивофестот. Се разбирам, сметам дека ќе повторно ќе биде рестартиран пивофестот доколку дозволи пандемијата. Исто така ги имавме Војдан Чернодрински театарските игри и сите тие работи кои во моментов се одвиваат. Сметам дека со збогатување на културната програма ќе привлечеме туристи. Ние немаме како да кажем, ние немаме море, езеро до нас за да од тој тип туризам, ние мораме да развиваме рурален туризам и сметам дека ќе даеме акцент на таа работа, така бараме ние и предвидено во програмата и дека ќе ги спромовираме и руралниот туризам во Прилеп. Сега со овие културни настани, верувам дека старата чаршија повторно ќе почне да работи многу подобро, рестораните, услужните дејности да работат подобро. Кога има надворешни лица кои ќе дојдат во градот, верувам дека економијата, барем градската економија, подобро ќе закрепне. Да се надеваме сите дека оваа пандемија конечно е при крај и дека ќе може нормално да функционираат некои работи кои што функционира и во минатото, нормално и да се надоградуваат истите. И за крај на овој интервју, бидејќи Прилеп е и земјоделска општина на еден начин, односно особено со производството на тутун, ако не на други земјоделски култури, дали имате некаков план и поддршка како би ги поддржале тутунарите? Општината како општина нема некоја надлежност во делот на производството на тутун, точно тоа е една од клучните гранки за одржување на социјален мир во градот и не само тој, е една алтернативна заработувачка на голем број семејства. Единствено во кој дел може општината да делува, тоа е, например, пристапни патишта до нивните ниви, избушување на бушотини за наводнување, некоја водоводна мрежа кон нивните земјоделски посеви, поседи и така натаму. Во другиот дел, единствено може логистички општината да поддржува во смисла на при проблеми, да посредува помеѓу владата, помеѓу откупни центри, али тоа не е надлежност на општината. Дали може да планирате изградба некаква друга мини хидроакумулација, продолжување на цевководот на веќе постоечката? Во секој случај, да, така е предвидено во програмата, значи да се зголемува водоводната мрежа, цевководи, да се до оние места каде што се повеќе и повеќе има простор, мислам каде што може да се пристапи до нивните ниви и да се работи, да се чистат каналите, например, до нивите, да немаме поплавување при големи дождови, да немаме поплавување на нивите и така натаму. Господине Мариновски, ви благодарам за издвоеното време и за овој интервју. Благодарам уште еднаш на поканата. Драги гледачи, тоа беше Никола Мариновски, еден од кандидатите за советници за престојните локални избори од СДСМ за Прилеп, а ние се гледаме во наредното издание на Инфорегион.